Разговараме со Рамуш Муарем Цирко, долгогодишен активист и новинар. Во последно време дезинформациите и пропагандата земаат се поголем замав. Па сакале да видиме од твој аспект како ги детектираш и каква е состојбата односно во нашата земја во однос на дезинформациите и пропагандата? Па со развивање на социјалните медиуми нарочето, едноставно пропагандата или дезинформациите или фейк ньюс, лажни вести, свеедно, тоа му доаѓа, зема се поголем замав. Не само кај нас во нашата земја држава, туку на глобално ниво. Се знае дека е опасноста голема од таква пропаганда, од таков вид на информирање и дека едноставно, знаете што, луѓето отидоа со таа филозофија или психолошки момент кај самиот читател, дали гледач, дали читател, без разлика на социјалните мрежи, од самата психологија. Кога во една војна, која започне на војна, и тука најпрво што ја убиваат? Убиваат, знаете, она старата изрека, вистината се убива тука. Прво што умира, не умира ни оваа страна, ни онаа страна, него прво вистина. И тука веќе има големо тло и големо поле за дезинформации, за пропаганди, лажни и тие работи. Во секој случај, апсолутно, тоа не му носи ништо добро ни на самиот чител, а нормално ни на една страна. Секој таа пропаганда е со намера да се придобие таа другата читателска страна на своја страна да се добие. Знаеме кој е ефектот, погубно е за сите, но ете, например, вакви акции како што се семинари, тие работи. Потоа, луѓето полека да се освестуваат и да знаат повеќе за ваков вид на нови феномен, што се вели. Новото време си носи нови методи на... Порано се знаеше пропагандата зашто беше, во смисла за рекламирање тие работи, но сега во секој суштина, во секој пора на животот влезена е ова со лажни информации, со пропаганди. Како да се избориме со таа пропаганда? Како? Едноставно со, ајде да кажеме, со... види, пропагандата, уствари, буквално треба да се бориме баш со пропаганда. Дека не чини лажните информации, пропагандите, дека не му носат добробит на човек. Пази, има и разни други пропаганди. Има некои во позитивна смисла. Сега, како ќе го објаснам јас тоа? Например, со пропаганда да се бориме со пропаганда? Па, но реална пропаганда, не со лажна пропаганда, него што му носи, кои се бенефитите, поточно добрата страна, кога нема да подлегнеме на тие лажни дезинформации, на пропаганди. Прво. Втора работа, понекогаш и таа пропаганда сега баш се сетив. За време на короната, јас, например, најчесто се користат социјалните мрежи за такви работи, и за време на короната, меѓу ромската заедница се прошири фама и јас баш ете како пропаганда, ама саркастична пропаганда, удив дека во Шуторизани нема корона. Тоа цел свет врие од инфицирани, заразени со корона. Мојот текст беше дека во Шутка нема корона. Тоа е како една пропаганда. И сега, во првиот наслов кога ќе го прочиташ, ќе речеш како е можно, стварно, меѓу ромите нема корона. Но, војќе подоле во текстот кога си идеш, се идев на таа варијанта, да кажам, колку се исклучени од општеството ромите. Колку се, да речем, поред нивниот социјален статус, немаат можност да идат да се тестираат, немаат можност да се мешаат со луѓе, заглавени се там во тоа гето. И нормално дека, као нема, кога си исклучен од општеството, кога си невидлив за секого, нормално дека не ги интересира ни медиумите и испаѓа дека цел свет е заразен, само меѓу ромите нема корона. Во првиот текст, во првиот пасус, беше дека во Шутка нема, но подоле веќе во текстот објаснуваме причината зашто нема. Уствари, во Шутка имаше полно болни од корона, па и починати, но во секој случај никој не беше, едноставно не го забележа тој момент, затоа што ретко доаѓа во тие средини и во тоа обкружување за да информира тој стат.
И тоа беше еден вид, како, ајде да кажеме, саркастична пропаганда, но во текстот веќе реално ја кажавме. Работава е да се навратам на случај. Со едуцирање, со ете вака медиумска борба, за да им се каже оној правиот феномен на пропагандата. Лошата страна на пропагандата или лажните информации, дека не му носи на секого добро, туку едноставно само во знаеме, сведоци сме, во заблуда се луѓето, погрешна перцепција, погрешна слика се добива, лажна информација се добива и веќе да не се зазема став од првата информација, туку треба да се види добро, да се разгледа добро, да се видат повеќе страни, за да може да се дојде до, ете да речеме, оној самиот заклучок, дали е вистинска, дали е пропаганда, дали е лажна информација или е реална информација.